Nauči se da ljubiš, bližnji spremi se, moj čeda, ste vo ljubov rodeni. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Sine moj, jas tatko, nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš. Hriste Bože, jaz te ljubam Isuse. Za sekogaš vo moito srce mirvam, ti naseli se, ti mi davaš sila, ljubov, mir i pobeda vo se. I so radost ke ti služam, ti si внатре во мене. И со радост ке ти служам, ти си внатре во мене. Тоа е целата суштина, како тој да е внатре во тебе, како да е внатре во твојата душа, да се претопиш во него, да се родиш во него, почнува да врне дожд, овде во Мавровската агора, да бидеш духовен човек, да се движиш духовно по тесната патека што Исус ќе ти ја покаже и ќе ти даде сила на сите што го примија. Каде во срцето им даде сила. Тоа е целата суштина, како да практично, действително да бидеш христијанин, не само во мислите, не само надворешно. Варосани гробови има еден стих. Исус нахранува над 5000 души, Јован 6 глава. По ова Исус отиде од другата страна на Галилејското езеро. Или како што поинаку се нарекува Тибериското море. Многуброен народ постојано го следеше, бидејќи ги гледаше чудата на исцелување што тој ги правеше над болните. На народот му треба чуда и тој веднаш гледа. Затоа што така има, како да речеме, видлив дел, материјален дел, материализација, остварување на духовната природа, надмоќте на духот на телото. Телото е слабо, а духот е бодар. Исус се искачи на планината и таму седна со своите ученици. Наскоро доаѓаше еврејскиот празник Пасха. Кога Исус го подигна својот поглед, забележа дека многуброен народ доаѓа кај него, му се обрати на Филип. Тоа е Филип кој му вели, покажи ни го Отецот ако се сеќавате. И достание, а Исус му вели, уште ли не си ме познал, Филипе? Каде да купиме леб за да ги нахраниме луѓето? Ете, тоа е целата суштина. А потоа, веднаш потоа он зборува за еден друг вид на леб. Дали тој зборува за физички леб или за сосема нешто друго? Исус го рече ова за да види што ќе му одговори Филип, бидејќи Исус знаеше што ќе прави. И ние зборуваме сега за духовната надмок над материјалниот свет, дека материјалниот свет е зависен од духовниот. За да добие секој од нив барем по едно залаче, ќе треба да купиме леб за повеќе од 200 денари, одговори Филип. Во Македонија лебот наеднаш поскапе, сега веќе станува тешко. Знаете, тешко ќе издржиш во Македонија сите овие притисоци што ги прават нашите соседи. 3 соседи со таков степен, едните мудро постапуваат. Видете, не можеш ти да избришеш нешто. Бог што составил човек да не разделува, Бог составил Македонија и македонци, тие велат нема. Тогаш Андреј, еден од Исусовите ученици и брат на Симон, без Исус не можеш да издржиш. Петар му рече, овде се наоѓа едно момче кој има 5 јачменови лебови и 2 риби. Видете сега што им збори. Но што е тоа за толку многу народ? Првиот момент е она што Бог, таткото, ќе ти даде секогаш, ако работиш за него. Нема да те остави. Кажете им на луѓето да седнат. Рече Исус, на тоа место имаше многу трева, па луѓето испоседнаа. Нема да те остави таткото.
И на број беа околу 5000 сметајќи ги само мажите. Тогаш Исус ги зеде лебовите и откако му заблагодари на Бог, принципот е вера и благодарност, им ги раздели на поседнатите луѓе. Им раздели од рибите на секој колку што сакаше. Повторно е тој принцип. Духот ја создава материјата. Материјата е зависна од духот. Кога народот се најаде, Исус им рече на своите ученици: соберете ги парчињата што останаа, ништо да не пропадне. Ништо да не пропадне. Гледате го тој проблем. Таа суштина. Ништо нема да пропадне. Се што е на земјата е спасоносно. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ништо да не пропадне. Од 5 јачменови лебови, 12 Јован 6:12, 5 јачменови лебови тие собра и наполнија 12 кошници со парчиња што им останаа луѓето кои јадеа. И ние сега се занимаваме со бројки 12 апостоли, 12 месеци, 12. Зошто е тоа така? Па апостол Павле добро вери. Не мислете превисоко. Превисоко. Тоа што го разбираш, се држиш во вера и тераш напред. Кога го видоа чудото што Исус го направи, луѓето говореа: овој на вистина е пророкот, чие доаѓање на светот ни беше предвестено. Ние го имаме маслото кое се намножува во Стариот Завет со Елисеј. Имаме ние дождот по молитвата на Илија и сушата. Но Исус кога дозна дека наумиле со сила, пазете сега, со сила, Бог дава право на избор да го зграпчат, да го прогласат за цар, повторно се повлече сам во гората. Еве, јас сум сам во оваа Мавровска агора. Луѓето си слават Пасха, празници, а јас го славам Исуса Христа. Исус оди по езерото. 16 глава Јован 6, на квечерината учениците на Исус слегоа до езерото, се качија во едно бродче, се упатија кон Кафернаум или Капернаум од другата страна на езерото. Веќе се беше стемнило, Исус се уште не беше дошол кај нив. Почна да дува силен ветер од кој езерото се разбранува. Во едно друго евангелие го имаме Петар кој тоне, кој оди по водата. Кога извеслаа околу 4 до 5 километри, го видоа Исуса како се доближува до бродчето, одејки по езерото. Зборува: низ мене, татко мој, духот твој, нека ги допре сите оние чии срца се отворени за твојата љубов, да бидат маслинка, да бидат лоза која ќе дава многу плод. Се исплашија кога го видоа Исус како оди по езерото, тој им рече: јас сум. Јас сум, не плашете се. Тогаш тие се осмелија да го примат во бродчето и бродчето веднаш се најде на оној дел од брегот каде што тие се беа упатиле. Видете, повторно покажува дека духовната природа е надматеријалниот свет. И Христов слуга би требал да има надматеријални состојби. Но материјата има закони на смртност, на распаѓање, на издржливост, на кршливост. Видете? Но дали тој зборува сега само за јадење на риби и леп или за одење по вода? Следниот ден многуброен народ што остана од другата страна на езерото, одење по вода, под вода, например, израелците го слават Пасха, нели? Поминаа по вода, па изгинаа во пустината. Следниот ден многубројниот народ што остана од другата страна на езерото забележа дека таму имаше само едно бродче, знаеја дека Исус не влезе со него во учениците, туку тие заминаа без него. Потоа пристигна од Тиберија и други бродчиња и пристигнаа близу до местото каде што го беа јале лебот, што Господ го благослови. Значи, верба, благослов, благодарност и благослов, и тоа се намножува. Кога луѓето видоа дека ги нема ни Исуса, ни неговите ученици, влегува во бродчињата и отидоа во Капернаум да го бараат. Видете, благослов се овие сега, ова преку 400, скоро се движиме кон 470-тиот завет. Тоа е таа жива вода, тоа се 5 телеба. Тоа не сопира. И ќе видиме понатаму. Исус е животодавен леб. Целата суштина е, кога луѓето го најдоа Исуса од другата страна на езерото, го праша: раби, кога пристигна овде? Како стигна? Тоа е целата суштина. Духот не е условен од материјата. Ветрот дува каде што сака и ти не го гледаш кога му вели за духовниот човек. Така и секој човек воден од духот.
Исус им одговори: вистина е дека вие не ме барате затоа што ги разбравте моите чуда, туку затоа што јадевте од лебовите и се наситивте. Пазете сега, телесно, престанете да се грижите само за храната што се расипува. На друго место вели: не работете за храна што се расипува. Ете го тој принцип што ви објаснува материјалниот свет. Погрижете се за храната што дава живот вечен, тој е духовниот свет, која ќе ви ја дадам јас, сега, вели, син човечки, затоа што Бог небесниот татко ми го даде тоа право. И ти треба да бидеш син човечки, кој небесниот татко ќе те испрати, ќе ти даде право. Право. Кој е право? Храна за вечен живот, дух. Што треба да правиме за да го исполниме она што Бог го бара од нас? Добро прашање. Што треба да правам за да го исполнам? Што? Исус им одговори: Бог бара од вас да верувате во оној што го прати. Кој? Па тогаш беше Исус, сега е некој друг духовен учител. Ако е во дух, ако не е во дух, вие ве води слеп и сите ќе паднете во јама. Тоа е целата суштина. Разликувајте ги духовите. Луѓето телесно го читаат, тој го поделиле Исус. Да верувате во оној што го прати, треба да најдете некој што е пратен. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тогаш ти му рекол: какво чудо ќе направиш? А кога ќе дојде Духот, ќе повторува: Исусе, Исусе, и ќе вели: татко, 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 и мене ќе ме прослави. Какво чудо ќе направиш за да видиме па да ти поверуваме? Што ќе направиш? Да им покаже чудо. Нашите предци јадеа мана во пустината, како што е запишано. Бог им даде да јадат леп од небото. На едно место Исус им вели: нема да му се даде на овој лукав и прелюбодејствен род никаков знак освен знакот на пророкот Јона. Го повторувам ова често. Јона беше непослушен. Бог му рече: оди кај ниневејците. А, не одам, тие се лоши. Не можам. Се изморуваш од степен на нељубов. Тоа чувство, тоа е состојба. Го знам тоа. Се изморувам и од блиски луѓе кои немаат љубов, кои никаде да се променат. И потоа Јона бега на еден брод. Од бродот го фрлаат. Го лапнува кит, китот го исплукува, пак е во Ниневија. Потоа му се исушува сенката на тиквата. И е луд до смрт. Значи, преку себе ќе ги учиш работите. Исус им одговори: ве уверувам дека не беше Мојсей тој што ви даде леп од небото, туку мојот татко, татко, татко. Разбирате вие? И сега мојот татко ви го нуди вистинскиот леп од небото. Вистински леп. Зашто лебот што ви го дава Бог е оној што слезе од небото за да му даде живот на светот. Тоа е Исус. Слезе од небото. И кога ќе рече: јадете, ова е моето тело, го крши лебот, тоа е слика и тие јадат леп и мислат дека со тоа нешто ќе направат. Не да јадеш леп значи да го раскршиш ти своето тело, да се раздадеш за браќата. Лебот што ви го дава Бог е оној што слезе од небото за да му даде живот на светот, духовен живот. Не да разборува за физичка храна. Господине, му рече народот: давај ни го тој леп секогаш. Ете, тоа е желбата, да ти го дава тој леп. Исус му рече: јас сум животодавниот леп. Лебот на животот, оној што доаѓа кај мене. Доаѓаш кај него, никогаш нема да огладни. Никогаш нема да огладни ни физички, ни духовно. Оној што верува во мене никогаш нема да ожедни ни физичко, ни духовно. Но ви реков дека иако ме видовте, сепак не верувате во мене. Го видоа и не веруваат. Блажени се оние што не видоа и поверуваа. Секој што ми е даден од татко ми ќе дојде кај мене. Јас нема да одбијам ниту еден од оние што доаѓаат кај мене. Значи не одбива ни еден. Ние треба добро да размислиме во заедниците кога некој сакаш да избркаш затоа што вака и така. Јас не слегов од небото да ја вршам својата волја, суштинском момент. Значи тие ме видовте, но не верувате во мене. 36 стих, Јован 6:36. Јас не дојдов да ја вршам својата волја, да ја вршам волјата на мојот татко. Ете, тоа е Син Божи кој ме прати, да бидеш пратен. Волјата на мојот татко кој ме прати, да не изгубам ниту еден од оние што тој ми ги даде. Туку на крајот сите да ги воскреснам за вечен живот. Волјата на мојот небесен татко е секој што го гледа Синот, што ќе го види Синот, што ќе го познае Синот и верува во него, да има вечен живот. И јас на крајот ќе го воскреснам. Во Мата има едно друго прашање: се додека не кажете благословен е оној далеко од очите твои. Го повторувам тој стих. Еве го мојот слуга. Одиме со поуката.
Значи тие го видоа и не поверуваа. Кога го избрав мојот возлюбен, во кого е мојата душа е задоволна. Таткото небесен зборува за својата душа, пазете сега, да одбратите внимание. Ќе го положам мојот дух на него, а тој ќе им објави суд на народите. Ќе им покаже што ќе се случува. Матеј 12:18. Не дойдов да му судам на светот, и тој ќе речеш спротивставен стих, туку светот да се спаси. Суд значи да му пресудиш, да му кажеш покајте се. Дали душата оди на небесата кај Отецот или само Духот? Имавме на разговор со еден сотрудник. Ете, јас го праќам својот гласник пред твоето лице. Пази сега ова. Ова е Марко 1:2, се однесува на Јован. Еве, јас го праќам својот гласник, својот ангел на друго место пред твоето лице. Марко 1:2. Духот живот е вдахнат во лицето и се станува жива душа. Битие 2:7 ме вдахна во лицето дух животен. Дух во лице станува жива душа. Тоа што си ти самиот. Мисла, чувства, волја. Во Матеј 12:18 вели, во кого е задоволна мојата душа. Таткото небесен зборува за Исус. Зборува како да има душа, иако овој текст треба добро да се размислува. Светото писмо, препеви, едно, друго, луѓе. Во духот треба да се учи. За Исус дека е задоволство на душата на Отецот. Нови стихови. Првиот Адам, човек, стана жива душа. Христа, кој може да биде наречен последниот Адам. Последен Адам. После него нема друг. Е дух што дава живот. Духот дава живот. Тој е самиот живот. 1 Коринјаните 15:45. Животворен дух во друг препев. Каде завршува духот и почнува душата. И Аристотел во античка Македонија, Бог е самиот живот. Значи, тоа е целата суштина. Воден од духот. Каде завршува духот и почнува душата и обратно. Дали душата е материјална? Видете, може ли да се допре душата телесно? Ако се огледаме во апостол Павле, нема да поставуваме такви прашања што е дух, а што е душа. Имаме поука да не мислиме превисоко, да не имаме високо мислење за себе. Еве стих. Како ќе биде, што е ова, филозофски се расправаат. Ние не сме од оние што се отстрануваат за погибел, туку од оние што веруваат во спасение на душата. Евреите 10:39, ми се растече носот. Обрнете внимание што се спасува. Душата. Мудрост Соломонова 4:14. Кој достигнува совршенство во кратко време, ова што си на земјата, малку време, тој живее долго, зашто неговата душа му била угодна на Бог, на Господ. И сега имавме со еден брат, сотрудник, кој го љубам, дека душата оди на суд, а не духот, како што пишува. И се тој има некои стихови кои го прават, но ако ги издвоиш и не си во духот, не можеш да ја разбереш цел поврзаноста, како што ги нарекува оној меѓуодноси. Духот се враќа кај оној кој го дал, проповедник 12:7. Да, ма тој е самиот живот. Но кога се чита, поучува словото телесно, тоа убива, а само духото животворува. Не бидете загрижени за својата душа, за тоа што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело во што ќе се облечете. Матеј 6:25. Сега, ете ги рибите, што ќе јадеме, а тој им вели да работат за храна што не се расипува. Дека мојата храна, има и друг стих е, да ја исполнувам волјата на оној што ме пратил. Не плашете се од оние што ви го убиваат телото, душата не можат да ја убијат. Матеј 10:28. Че душата е нематеријална, дел од духовниот природа. Да се плашиме од оној кој може да ги погуби и душата и телото во пеколот. Погубување, поминување низ оган, се помине низ оган, се проверува, низ оган се прочистува. Каде што огнот не изгаснува и нивниот црв не умира, ти си само еден црв. И овде се гледа дека душата е нематеријална и е она што сме ние: волја, чувства, мисли,
тоа што сум јас. Матеј 11:29. Исус дава мир, починка за нашите души. Починка за нашите души. Матеј 16:25-26. Исус зборува за спасение и губење на душата. Или што би дал ти да ја спасиш својата душа? Душата се спасува, тоа е суштината. Синот човеков ја даде својата душа за откуп на многумина. Матеј 20:28. Исус ја дава својата душа. Кога Исус дава синот даде својата душа, Матеј 20:28, во Стариот Завет ни вели да не јадеме крв. Дека крвта е душа. Пазите сега. Матеј 26:27-28, кога Исус дава да пиеме чаша вино, мојата крв, ја дава душата за браќата. Да не се чита телесно и буквално, тогаш не се разбира. Ти кажа, како сега он ни дава да јадеме, ние крв да пиеме. Видете, тоа е слика, но тоа е вода претворена во крв, во дух. Матеј 27:50, Исус повторно извика со силен глас, го предаде духот. Да, духот се предава. Во духот се движи и душата нагоре. Зашто душата оди на суд, не оди духот. Духот е негов. Духот е вдахнат живот во лицето на секого од нас и ние сме жива душа. Марко 1:2. Марко 1:2. Духот го води Исус во пустината. Марко 5:8. Од човекот излегува нечист дух. Се ќе објасниме дух. Марко 7:25. Од ќерка излегува нечист дух. Духовна природа, значи демоните на Сатана се исто духовни. Дозволено име. Марко 8:36-37 да го добиеш цел свет и да си напакостиш на својата душа. Што ќе дадеш во замена за својата душа? Марко 10:45. Исус ја дава својата душа за откуп на мнозина. Душата ја дава Исус. Еве стих Матеј 26:38. Исус вели, мојата душа е длабоко натажена до смрт. Исус, останете тука и бдејте со мене. Повторно зборува за себе како за душа. Да останеме будни во Него. Повторно, не самите во духот да останеме будни, родени, разбудени, оти телото и словото. Словото убива без дух, тоа е смртно така. Испаѓа дека е смртно. Да останеме будни во Него, не самите во духот, разбудени, оти словото убива, духот оживотворува. За секогаш Исус меѓу душата и духот, Исус да не учи сите. Значи, Исус нахранува цела групација. Не се зборува и потоа им вели дека не е важна храната телесна, туку духовна. Оди по вода, покажува дека духот е животот, материјата се подчинува на духот. И тој им вели дека него го видоа и не веруваат во него. Кој доаѓа кај него нема никогаш да огладни, нема да ожедни. Иако ме видовте, сепак не верувате во мене. Знаете, тој е битен момент. Дојдов да ја вршам волјата на оној кој ме прати, да не загубам ниту еден од оние што тој ми ги даде. Тој е последниот Адам, после него нема никој. Те сакам, Господи Исусе Христе. Во името на Господи Исус Христос го врзувам сатаната и сите демони кои се нафрле врз секого од нас. Допрете се до срцето, Господи Исусе Христе. Еве ти го моето срце. Паѓам на колена и се покајувам, татко мој, погрешив пред тебе и пред небото. Сакам да станам син Божји. Исусе, дојди во моето срце. Дај ми сила да им простам на сите, никого да не осудам. Се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци, дај ми сила да не грешам повеќе. Ја прифаќам твојата волја, да ме преплави твојата љубов, да оживеам во духот, никогаш да не огледнам, никогаш да не ожеднам, да бидам син Божји, кој го води Духот Божји. Видете, скоро ќе дојдеме до 500 завети. Тоа е жива вода, жива река која тече. Јас не зборувам, тој зборува низ мене. Исус е исцелителот, он дава живот, он ги знае деновите. Тој е портата, не можеш од овој свет материјален да излезеш без Исус. И пак ќе се вратиме на тој стих. Тој вели, док ќе го фрлиш во пекол, таму не знам како беше тој стих, значи го раскажувам, го парафразирам.
се додека не кажете во Матеј. Далеку од очите твои, се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Исусово, додека не го прифатиш тој. Значи, вечен живот што е да верувате во оној кој го прати. Видите, ние го имаме тој момент. Кој е тој што го прати? Што треба да правиме за да го исполниме она што 28 стих Јован 6, што Бог Таткото го бара од нас. Бог Таткото бара од вас да верувате во оној што тој го прати. Кој е тој? Па тој што зборува во духот. Мирот Исусов во вас, љубовта Исусова во вас, силата Исусова во вас. Предавам се во твоите раце, татко мој, ти благодарам што сме исцелени, здрави, силни во тебе. Ја предавам двете заедници твои, ти да ги водиш, глуви и слушни сотрудници. Те молам за македонскава земја, ја враќам во твоја собственост, ти да се грижиш за нас. Веруваме ли? Се е можно за оној кој верува. Живееме ли? Умираме ли? Исусови сме, вие не може повеќе да умрете, вели Исус. За секогаш Исус. На секаде Исус. Во секого Исус. Во секое срце Исус. Пред мене, зад мене, околу мене, низ мене Исус живее. Во длабокото, во широкото, во високото, од материјалниот до духовниот свет. Во вечни векови. Татко мој, Твое е царството и силата и славата. За секогаш Исус. Амин. Во љубов усоврши се, да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса,